Алешнет вести. Кој ги труе рибите во Делчевска брегалница? Револтираните делчевски рибари по вчерашното масовно труење на рибите заедно со полицијата тргнаа по сторителот. По течението на реката открија сода и киселина која истекува од севка од една делчевска фирма. Според нив овој раствор бил фатален за рибите по течението на брегалница во должина од 3,5 километри. Имаме сознание дека се чистени машини со сода и со амоњак. Така да не сакаме да шпекулираме околу оваа работа, бидејќи сепак институциите треба да си ја проверат целата работа. Денеска рибарите се собраа и бараа одговори, но и одговорности од сторителот и реакција од надлежните инспекцијски служби. Револто на рибарите у Делчево е голем и това не е прв пат. Уназад 3-4 години помор на рибини се дешава по 2-3 пати годишно. Континуирано се троват рибите и тоа се знае од која фирма е. Инспекторите избегнуваат секој пат одговорност, која е причината не знаем. Главен проблем според рибарите е што реката е оставена со години без концесионер. Затоа тие денеска договорија да поднесат барење за концесија, но и поширока акција за спас на реката Брегалница. Ќе ги уклучиме сите релевантни фактори во општината, еколошкото друштво, ќе поднесеме барење до исто така и до општина Делчево, да ни излезат во пресет за еколошката свест. Мислам дека Брегалница у скоро време, ако се настави со тој ритм, ќе стане мртва река. Од надлежниот инспекторат информираа дека ги чекаат резултатите од мострите и записниците од полицијата, пошто ќе реагирале соодветно. Инаку денеска се уште во реката можеа да се забележат мртвите риби, но рибарите се оптимисти дека вчерашниот смртоносен отров во реката е разблажен, па нов помор на риби немаат забележано.